Добро утро, велам на професор Александар Спаседовски. Добро утро, поражаше пратинг на ВМРО, денеска професор на правниот факултет во Скопје. Добро утро, поздрав до вас, до колегите во студиото и до вашите гледачи. Благодарам. Професор Спаседовски, сега навистина прво е едно кратко резиме за она што се случи вчера, иако цифрите се прилично толку јасни да не верувам дека и некакви нијанси треба да се објаснуваат, но сепак кој е вашиот заклучок од вчерашниот изборен ден? Вчерашниот изборен ден само ги потврди, би рекол на некој начин, најавите и трендовите кои што започна да се движат по завршувањето на првиот круг од изборите на 17 октомври. И во оваа смисла можеме слободно да констатираме дека оној, би рекол, ефект на снежна топка, онаа политичка лавина која што започна да настанува по завршувањето на првиот круг од изборите, го доживеа својот крај и во таа смисла слободно можеме да констатираме дека по сите клучни параметри и по бројот на освоени градоначалници во сите општини на државата и по бројот на освоени советници и во таа смисла, нели, имајќи во предвид победата во главниот град на државата, опозицијата ВМРО-ДПМН освои, би рекол, убедлива победа, на некој начин се придонесувајќи на тој начин да се смени ситуацијата која што беше воспоставена во 2017 година, кога СДСМ однесе 55 градоначалнички места. Може би победата не е толку драматична како 2017, но на некој случај имаме промена на улогите. Добро, па и сегашната ситуација не е толку драматична како тогаш, пред 3-4 години. Точно, да. Добро. Сега е ред да се занимаваме со последиците, бидејќи тоа е она што не очекува и така. Вие предавате, мислам дека политички систем предавате и ова ви е баш во, како да кажем, во центар на и на научен интерес за тоа што се случува со политичките општества после овој вид на избори. Што предвидувате дека се последиците врз актуелната политика во смисла на партиски позиции, во смисла на парламентарни мнозинства и така натаму, може би на краток, а секако и на среден рок? Со завршувањето на вториот круг од локалните избори, иако многумина или пак најголем дел дури од граѓаните очекуваа еден вид на окончување, би рекол, на политичката криза, на таа вкупна политичка поларизација која што владееше во државата, очигледно е дека нема да бидеме сведоци на такво, би рекол, смирување на приликите, влегување на државата во една зона од 2 до 2,5 години, кога без одржување на избори ќе може една нормална политичка влада да се занимава со решавање на изборите имаме воредни секако, прашања на граѓаните. Сметам дека политичката криза ќе продолжи во два дела. Прво во однос на тоа дали ќе имаме рекомпонирање на владеачкото мнозинство или пак останување на истото мнозинство кое што управува со институциите, но водено, управувано од друг председател на владата, или пак второ организирање, нели, на предвремени парламентарни избори. Она кое што следи секако, нели, по најавената оставка на председателот на владата, е таа оставка да биде доставена до собранието на државата, а потоа председателот на собранието, господинот Талат Џафери, треба на првата наредна седница да ја констатира таквата оставка, пошто согласно, нели, членот 90 од уставот течат роковите во кои за неја не се гласа, само се констатира. Треба да го додели мандатот. За оставката не се гласа, таа се констатира и таа треба да се констатира на првата наредна седница. Кога ќе се одржи првата следна седница, не можеме да, нели, во овој момент да кажеме, бидејќи таа не е закажана, тоа е надлежност на председателот на собранието, господин Талат Џафери. Меѓутоа очекувањата се во текот на оваа недела таквата седница да се одржи. Причина плюс за тоа е и фактот дека голем дел од пратениците во овој состав, или 5 или 6 пратеници веќе беа избрани за градоначалници, како што е случај со градоначалникот на Бутел, така што тоа е уште еден мотив повеќе да се нели, да се верификуваат мандатите на ново избраните пратеници во овој собраниски состав, што на некој начин влија дополнително во насока на како би рекол, забрзување на приликите во однос на одржувањето на собраниската седница, на која што треба да биде констатирана оставката на председателот на влада. Ајде сега да ве прашам политички, кому што повеќе му одговара? Мицкоски излезе со барање за воредни парламентарни избори, иако најавата беше за прогат. Заев излезе со став дека не треба да има воредни парламентарни избори. Дуи тој став го рефлектираше на Заев и во претходните изјави, но особено во изјавата на портпаролот Бујар Османи вчера, дека иако оваа рунда не носи добар резултат за власта, дека е само рунда во еден меч што треба да трае уште 2,5 години.
Сега, без да не анализираме помали партии и така натаму. Што е вашето мислење сега? Кому му одговара побрзи избори, а кому му одговара да се одолговече малку целата таа процедура? Секое, според мене, нели, секое пролонгирање на оваа состојба не е од корист на државата, заради тоа што институциите се невозможени да ги решаваат проблемите на граѓаните, а тие, фала му на Бога, нели, не се воопшто малку. Така. Сега, од аспект на тоа што е најдобро за држава, според мене, најдобро за оваа држава е да се најде начин врз основа на согласност помеѓу клучните политички партии, помеѓу стожерните политички партии во државата, да се договори датум за организирање на следни парламентарни избори. Ке прашате зошто? Па дури и да се задржи сегашното политичко мнозинство или пак дури да имаме ново парламентарно мнозинство предводено од ВМРО ДПМН и во едниот и во другиот случај, знаеме дека бројките, математиките во Македонското собрание се прилично тесни и во прилог на едната и во прилог на другата стожерна партија, што самото по себе, доколку ви имате мнозинство од 62 или од 65 пратеници, немате комотна позиција да управувате, да владеете, да носите одлуки и во таа смисла институциите да функционираат безпрекорно. Мислите дека таков договор може? Не знам дали е можен таков договор, меѓутоа мислам дека дури и да имаме потврдување на сегашното парламентарно мнозинство или пак да се создаде ново парламентарно мнозинство, ниту едното, ниту другото решение сметам дека не е во полза, не е во прилог на Македонија и тоа неминовно ќе доведе, според мене, до организирање на предвремени парламентарни избори, нешто на што посредно укажа и председателот на владата во синоќешното негово обраќање. Тоа не го негираше Дуј, а секако го посакува ВМРО ДПМН. Добро, може би единственото нешто што сега оваа влада го контролира, ќе видиме до кога, се тие 2-3 столчиња плюс минус. Јас таа нарекувам онаа музичка игра со столчиња, менување и така натаму, ќе видиме сега што и како ќе се одвива. Сега ВМРО излегуваат на трешната партиска криза, Мицковски веќе неспорен, тој е сега кралот кој ќе седне многу покомотно на фотелјата која до сега инаку му беше на различни начини некомотна. Сега Зоран Заев веќе е практично заминат и ќе видиме таму што ќе се случува во партијата. Кажете, повеќе. Од аспект на комоцијата, мислам дека позицијата на двајцата лидери во однос на самите партии е, би рекол, прилично комотно, особено заради фактот што пред скоро време беше организиран конгресот во СДСМ, мандатот Заев се поднесе оставка, таа работа. Ќе видиме во таа смисла како ќе се ефектуира според мене. Мислите дека може да не му биде прифатен во однос на СДСМ, состојбите во однос на неговото раководење со владата се повеќе или помалку јасни, оставката е поднесена и тука не би сакал да шпекулирам. Меѓутоа во однос на раководењето со партијата, таму и роковите и постапките се малку поспори, вниманието на јавноста е помалку насочено и не можеме да предвидиме од овој момент како ќе се одвиваат состојбите во двете партии. Меѓутоа и во едниот и во другиот случај сметам дека кога станува збори и за ВМРО ДПМН и за СДСМ, нели настапува еден период во кој нивната, би рекол, политичка конфронтација дополнително ќе се засилува, особено заради фактот што со завршувањето на локалните избори не заврши политичката битка, напротив, таа се пролонгира и по нивното завршување. За крај сакам да ве прашам уште ова, бидејќи и нашите следни гости се веќе тука, сепак претпоставувам дека многу подобро ја знаете ситуацијата внатре во ВМРО ДПМН отколку во СДСМ, бидејќи сте дел и од една поранешна структура и претпоставувам дека се уште сте на врска со разни. Што се случува сега во ВМРО ДПМН? Што се таму Мицковски е тој кој што ја води палката, бидејќи сигурен сум дека Груевски е многу радосен во Будимпешта за ваквиот исход, сигурен сум дека други луѓе кои се наоѓаат по разноразни, што вон партијата, што во партијата, в некакви фракции, или можеби сенка, или можеби сонце, не знам како да ги наречам, веќе ќе ја калкулираат оваа победа во своите едни потези. Што точно ќе се случува сега во ВМРО? Што го суватуваат Мицковски? Да прифати ново мнозинство, да оди на брзи избори, да ја пушти да крвари владата, додека тие уште билдаат некаков политички профит. Што е по ваше мислење ставот што таму ќе се изгради? Мислам дека и интересот на политичките партии и на ВМРО ДПМ и на СДСМ во голема мера треба да конвенира со интересот на државата и во таа смисла побрзото разрешување на оваа ситуација
преку потврдување на мнозинството, создавање на ново мнозинство или пак договор за предвремени парламентарни избори, предпоставувам дека и интересот како на ВМРО, така и на СДСМ. Александар Спасеновски, благодарам за утринско гостување. Сигурен сум дека ќе имаме прилика, бидејќи ова ќе потрае оваа криза. Ќе имаме прилика да толкуваме различни аспекти и во месеците пред нас. Уште еднаш благодарам.